Можност да се бира дали ќе се гласа за председателски избори, за парламентарни или за двата вида избори. Ваква новост се воведува за гласањето на 8 мај. Впрочем, граѓаните кога ќе гласаат ќе бидат прашани дали сакаат да гласаат за еден вид избори или за двата. Ваквата одлука е бидејќи зад караванот за гласање може да се застане само еднаш. Ако избирачот одлучи да гласа само за еден вид избори и замине од гласачкото место, нема право да се предомисли и да се врати за да гласа за другиот вид избори. Гласањето на 8 мај ќе се одвива на тој начин што самите избирачи кога ќе пристапат на избирачкото место, значи членовите на избирачкиот одбор ќе ги постават прашање за кој тип на избори сакаат да гласат. Односно дали сакаат да гласаат за парламентарни и председателски избори или само за едниот вид на избори, бидејќи избирачот откако ќе пристапи на избирачкото место и доколку избере да гласа само за еден вид на избори, нема право повторно да пристапи на самото избирачко место. Ова е согласно одлуката на Државната изборна комисија која што беше донесена, дека избирачот има право да пристапи на избирачкото место само еднаш и затоа од страна на избирачките одбори ќе им се поставува прашање дали сакаат да гласаат за двата вида на избори и за кој тип на избори, доколку не сакаат да гласаат за двата вида на избори, за кој вид на избори сакаат да гласаат. Бидејќи станува збор за два паралелни изборни процеса, односно станува збор за председателски и парламентарни избори. На 8 мај ќе се гласа за шеф на државата, но ќе се гласа и на парламентарни избори. Болните изнемоштени лица, како и затворениците, ќе гласаат ден претходно, односно на 7 мај во домашни услови.